Се договорија за рочноста, а дополнително ќе разговараат за каматата на кредитите за бизнисот во висина од 250 милиони евра обезбедени со заемот од Унгарија. На првата средба владата и банкарите се согласија за помал рок за враќање на кредитите од 12 години и грејс период до најмногу 3 години. Ова беше барањето на банкарите затоа што средствата во кои се инвестира најчесто се амортизираат до најмногу 10 години, па во моментов тоа е и најдолгиот период на кој ги даваат кредитите. Да речеме, клиентот сака 2 години грејс период и 5 години отплата. Значи 7 години може да си понуди. Затоа ќе користиме формулацијата до 3 години и до 15. Има клиенти кои што сакаат пократок рок да имаат на кредитот и побрзо да го вратат кредитот. За каматата дополнително ќе се преговара. Она што е сигурно е дека владата ќе ги плати оние 3,25% камата. За останатите банкарски трошоци ќе падне договор на друг состанок. Мицкоски е оптимист дека ќе се најде соодветно решение и вели дека ставовите на владата од една страна и на банкарите од друга почнуваат да се доближуваат. Тие 3,25% секако ние како влада ќе ги платиме. Секако ние можеби за некоја година би издале евроврзница со која пред време би го вратиле овој кредит, бидејќи знаеме дека немаме таму каматна стапка. Можеби ќе одлучиме некакви други механизми во зависност и во интересот на државата. Целта е каматата која што ќе ја понудат банките да биде што е можно пониска, за да може стопанството да добие пониска камата. Сега реално има трошоци кои што ги имаат банките, но да видиме што може од тие трошоци да се намали, зависи тука и од политиките на Централната банка. Очекувањата на премиерот се дека фирмите ќе ги добијат кредитите со стапка од 3,25%, истата под која државата ќе го враќа заемот од Унгарија. Владата бара деловните банки да ја субвенционираат разликата од 3,25% камата до реалната висина на вкупните банкарски трошоци. Тој во неколку наврати претходно истакна дека банките имаат големи профити и дека треба да бидат општествено одговорни, односно да преземат дел од кредитниот ризик. Досега само една банка била подготвена да субвенционира дел од трошоците за каматите на кредитите. Инаку сите банки биле заинтересирани да се вклучат во проектот за 250 милиони евра кредити за стопанството. Бизнисот пак со нетрпение ги очекува овие пари и се надева на што побрз договор меѓу владата и банкарите. Проектите за инвестициите биле готови, се чекало само на ефтините кредити. Сметаат дека ако се реализираат овие нивни вложувања, тоа ќе го покрене економскиот раст на повеќе од просечните 1,8% изминатиот период.